Ајде, сега време е да се продолжиме ние со Добро утро, секое утро и нашата утринска програма. Како што јас кажав, имаме многу убава интересна тема која е значајна за сите нас и секако затоа ќе појаснат нашите гости кои што јас ќе им кажам добро утро. Ирена, и до тебе исто така добро утро. Доктор Виолета Николов, гинеколог, Игор Николов, професор по физичко образование, спорт и здравје. Да зборуваме за спортското здравје. Јас мислам дека многу треба да се зборува за спортското здравје затоа што многу е важно за нега, да кажам, и на нашето тело. Како велат? Јас секогаш тоа го кажувам, здраво тело, здрав дух. Добре ни дојдовте? Добро време. Повели, Ирена. Благодарам, Слободанка. Добро утро, почитувани. Ова утро ќе зборуваме за спортското здравје, за тоа колку е важно здравјето на спортистите. И како што кажа веќе Слободанка, наши гости ова утро ни пристигнаа од Велес. Ни дојдоа утрово Игор Николов, професор по физичко образование, спорт и здравје и доктор на науки по кинезиологија, и Виолета Николов, доктор гинеколог, акушер. И дел од панелистите на оној настан кој што ќе се случува утре во 13 часот во општина Велес. Значи, настанот е насловен како да зборуваме за спортското здравје. За почеток да го најавиме настанот, почнува во 13 часот, во два дела е поделен, кои се учесници и за кого се е наменет. Може да почнеме од вас. Да. Панелисти се во две групи се поделени панелистите. Првата група сум јас, Игор е дел од панелистите, нутриционист Љубица Трифунова Георгиева и еден психолог Тијана. Во втората група се професор доктор Иван Анастасовски од Факултет за физичко образование, спорт и здравје, доктор Нада Темелковска, спортска медицина специјалист и посебен советник од Министерството за спорт Гордана Бошевска-Цветковска. Значи, во две групи е поделен утрешниот настан, почнува во 13 часот и до 15 часот. Сега, да ми кажавме кои се учесници, значи имате еден добар тим, еден тим кој што треба да го прати еден спортист во својот професионален спортски живот. Која е пораката која што сакате да ја испратите преку овој панел? Овој настан. Хајде, пред се добро утро, да се благодариме на поканата да бидеме гости денеска во оваа утринска емисија и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Овака се решивме за овој настан да биде од јавен карактер. Пред се поканети голем дел на спортски работници, тренери, спортисти, лекари кои имаат било каква допирна точка со спортистите. Убаво кажавте дека во здраво тело здрав дух и дека нас не се потребни здрави спортисти како и постигнувале врвни резултати. Целта на овој настан е да тренерите, лекарите, спортистите увидат на правилен начин на тренирање, правилни лекарски прегледи. Тоа ќе биде некако класично некое предавање, туку ќе биде панел дискусија интерактивна, да, за да размениме и некои мислења. Слободно може да се постават прашања, да се надополнат и така натаму. Мислам дека ќе биде интересен настан. Да. Кажавте, учесници може да бидат и тренери, односно наменете за тренери, за спортисти, за доктори. Еве еден повик до сите оние кои што не гледаат, влезот е бесплатен, така? Така. Може секој кој што сака да се информира околу спортското здравје, да дојде да присуствува и да учествува на оваа панел дискусија, така? Така, да, ние веќе поканивме голем дел преку медиуми, преку социјалните мрежи, лично пратено покани. Влезот, кој што кажавте, е бесплатен и очекуваме дека утре на овој настан ќе земат активно учество голем број на спортски работници, кој што кажав, нормално тие што се во можност, се надам дека ќе одговорат на нашата покана и ќе присуствуваат. Така. Докторке, вие имате порака, бидејќи сте гинеколог, кој што ќе учествува, ќе имате своје предавање на настанот и сте една од организаторите на овој настан. Која е вашата порака до спортистите, до здравствените работници? Што ќе ја испратите од настанот? Вака, како првен да кажам дека како дел од тој мултидисциплинарен тим на лекари треба да биде вклучен и гинеколог.
бидејќи кај жените спортистки многу е важна менструацијата. Редовноста на менструацијата всушност значи и одржување на спортски перформанс и постигнување подобри резултати доколку таа е редовна. Спортистките се уште не сакаат да зборуваат. Уште е табу тема, така, меѓу спортистите. Тоа го зборувавме, дели, точно, да. Така, сега еве, благодарение и на вас како медиуми, тој што нема да успее да дојде на овој јавен настан, преку вас медиуми ќе се информираме, вајда нема да заврши само со еден настан. Претходно сме запознавале постојано сум во допир. Да, постојано сум во допир со спортистки, меѓутоа тешко е да се дојде до еден ментален склоп, да се смени сега нешто, дека да се поврзат работите, иако дефинитивно веќе ги поврзуваат и спортистките и тренерите, дека менструацијата е важен фактор во одржување на спортската форма. Така да мојата порака, моја цел е да дојдам до спортистките, да станат свесни, да зборуваат отворено за менструација, доколку сакаат да ја менаџираат менструацијата за време на надпревари, значи мора да се консултираат со гинеколог, ништо на своја рака, ништо меѓу себе зборување, иако меѓу себе спортистките кога зборуваат, можеби е подобро барем некоја нешто, ако слушнала еве од ова сега кажаново, дека може на друга да ја каже, доколку има проблем, да ја насочи. Многу е важно, еве превенцијата што говориме сега за менструација, и главно е таа основната причина за да ова се случи, едноставно да подигнеме свеста зошто е сето тоа важно. Да. Може ли малку да начнеме од ова што кажавте, зошто е сето ова важно многу? Бидејќи вие ќе бидете во тој прв дел, се борите и гласно говорите баш за ова и сте една од поборниците да влезе во тој тим и гинеколог, така? Да. Во тој тим кој што ќе го зборуваме за женските спортисти, а ги имаме нели и ракомет, и одбојка, и кошаркарки, така, за кои што, како што кажавте, се погласни и погласни треба да бидете токму вие гинеколозите. Да, имав спроведено една анкета, значи на околу 150 спортистки, каде што анкетата вака процентуално беше на едно ниво дека тие навистина не знаат, не знаат како да менаџираат и не знаат дека они не се свесни дека имаат проблем. За некој еве конкретно ќе биде да откријам дел еве од настанот дека ќе биде презентиран случај на спортистка која што има 16 години, атлетичарка. На 12 години прва менструација добива, на 14 ја губи и 2 години веќе нема менструација. 4 месеци веќе она на третман од мој тим, меѓутоа кажувам тим бидејќи во моментов немаме некои протоколи за да тој тим биде насловен како спортски медицински тим кој што ја лекува, ја третира спортистката. Ќе биде изнесен случајов за да не некого го напаѓаме или меѓутоа да се коригираме, да се подигне свеста, дека е важно женското здравје, поготово кога се работи за професионални спортистки. Да позборуваме малку за тренерите. Еве вие како поранешен кошаркар сега претпоставувам дека сте тренер, така, и сте родители и двајцата на вашата ќерка која што исто така професионална кошаркарка. Треба ли нешто да се промени во пристапот на тренерите кон спортистите? Така, вака прве најде да почнам јас од мојата област. Значи, јас повеќе би сакал да разговарам за претренираноста, како појава која според мене делува најмногу на штетното здравје на спортистите, како и на намалување на нивните перформанси. Значи, знаеме денеска, во денешно време, колку е спортот напреднат и колку се барањата во тренажниот процес големи со цел нели да се постигнат повисоки спортски резултати, но тоа носи и големи ризици за пореметување на виталните функции на организмот. Така да исто така сакам тренерите да обрнат особено големо внимание на познавањето на основните принципи на тренажниот процес, нели како што се зачестеност, интензитет, траење на време, траењето на тренингот и така натаму, и те исто така се многу важни. Ако кажам дека на светско ниво годишно од 15 до 25 спортисти запаѓаат во претренираност, тоа мислам дека
покажува една сериозна бројка и овие ризик фактори спортистите треба да ги имаат во предвид како и нивните тренери со цел да не се загрози нивното здравје, како би можеле понатаму да постигнуваат добри резултати. Јас на тоа повеќе би се осврнал, а што кажавте за нашата керка, значи таа исто е професионален спортист, да кажам така, дека е професионален спортист, доста успешен. Би било неблагодарно сега јас да кажувам кои се резултати ги има постигнато. Се надевам понатаму ако имате некоја прилика, би било добро да ја поканете во некоја ваша емисија и така да она ќе си каже натаму. Да, за своите успеси. Колку ова сакам уште да прашам, ќе има и нутриционист, значи здравата исхрана, тренирање. Точно така, да. Извинете, малку Не, ќе ако, прекинам, да. Значи тоа е еден тим што работи за спортисти, ако сакаме да постигнеме, Врвни нели резултати, зборуваме да. сега за високи резултати, мора да има еден тим и секој член од тимот да си ја работи неговата работа. Значи тренерот да си ја работи тренерската работа, нутриционистот да си кажува за исхраната на спортистот, нели исхраната знаеме како се одредува, посебни мерки, крвни слики и така натаму, тоа си знае нутриционистот, исто лекарот да си ја тера неговата работа, така да сите ни се поделени улогите, ако сакаме да се постигнат, пак ќе кажам, добри резултати. Не можеме ние, јас, например, како тренер, да кажувам и за од областа на исхраната и за какви прегледи да се прават, дали е спортистот здрав или не, така да тоа функционира еден тим, што би сигурно, ако работи како што треба, дека резултатите се неизбежни. Вие и поранешен спортиста сте. Има ли нешто, некоја промена во протоколите, во здравствените протоколи на спортистите од ваше време и до сега? И што е, еве, како и вие како доктор, што треба да се промени? Да се внесе во тимот покрај докторот, нели да се внесе и гинеколог кога се работи за женското здравје, за женските спортисти, така? Да, видете, медицината секако не стои. Значи, тоа што било порано актуелно, денеска може само да се надградува, не дека треба да се заборави основните принципи, нели, тоа е тоа, 2 пати годишно превентивни прегледи, На превентивните 6 месеци, прегледи значи се прават тие Да, тоа се прегледи кои што мора 2 пати во текот на годината да се направат на спортистите. Тука кај нас во Македонија повеќето спортисти одат на спортска медицина, под кале како релевантна институција за преглед на спортистите и во Институтот за физиологија при медицинскиот факултет во Скопје. Мислам дека тие се и највалидни, така да таму мислам дека е најдобро спортистите да се контролираат. Сега по потреба, ако се чувствува некоја друга промена кај спортистот во здравјето, може да се проверат и порано, нормално на секој 3 месеца, на кога ќе има потреба. Не мора да чека да биде тоа 6 месеца. Така. Полека сме некаде при крај на разговорот, само уште едно прашање за крај, покрај тоа што ќе ги поканиме сите да дојдат утре кои што се во областа на спортот, кои што ги засега оваа тема во 13 часот во општина Велес. Која е пораката која што сакате да им испратите на спортистите, на родителите, бидејќи од мали децата се занимаваат со спорт, па и со професионален спорт. Еве имаме и деца со 15-16 години што имаат навистина одлични резултати и во каратето, и во пливањето, па и во кошарката. Која е вашата порака која што сакате да им ја испратите на вашите колеги? Па вака, знаеме дека не само во спортот, секаде границите се многу поместени, за разлика од порано. Така да јас би упатил еден апел до тренерите и до спортистите да тренерите не очекуваат преголеми резултати од спортистите, треба да ги имаат во предвид нивните психомоторни способности, нивните технички, нивните тактички способности, да не се земаат програми за тренирање од сениорски тимови да се применуваат на пионерски тимови, тоа може многу штетно да влие на спортистите, да се предвидува да се направи правилен и програмиран тренинг, како што кажавте, редовни лекарски прегледи. Тоа би го предложил ја од моја страна и исто така спортистите да не си ги преценуваат нивните способности, да не тренираат надвор од рамките на тренажниот процес што е договорено со тренерот, пошто има и такви случаи да спортисти тренираат без знаење на стручниот тим, да, си има случаи, мислам, колку што сум ја запознат пред да има тренинг,
спортистот сам на своја иницијатива си Вежба. прави еден тренинг, да, си реализира и после оди на тренинг, а без знаење тоа дека тренерот без знае дека он Веќе телото веќе истрошено. потрошил од неговите резерви, така да тоа е за Недозволиво. мене недозволиво. Утре здравие сите што се во можност да дојдат да присуствуваат на овој настан. Уште еднаш ви благодарам за можноста што ни ја дадевте еве вака јавно да ги поканиме. Ни беше задоволство што сме тука. Се надам ќе се видиме во Доктор, други ке вие прилики. со сама накуса за крај? Па, видете една менструација вака како не собра сите. Да. Така кажано, иако не главно за мене беше менструацијата, нели, како гинеколог. Сигурно некој ќе каже, ќе праша зошто, значи сакам само накратко да кажам дека зборуваме за релативна енергетска дефициенција во спорт. Значи тоа е нешто што Интернационален олимписки комитет го пакува 2014 година, кога предлага нови протоколи на лекување, кога се предлага да се воведе гинеколог, посебно нутриционистот секако е важен, и други лекари кои што треба во тимот. Тимот не е само лекарски, здравствен, значи тимот е сите спортски работници да дишиме воедно, за да спортистите имаат прогрес, за да има резултати. Така да под спортското здравје уствари се крие нешто што не треба да дозволиме да оди во последица. Така е. Значи да зборуваме за превенција. Благодарам за гостувањето, успешен настан посакувам утре и се надевам ке има повторно можност да ни гостувате овде во исто во ова студио. Среќен пат до Велес назад. Фала. Благодарам. Слободанка? Благодарам и јас, ве поздравувам и ви посакувам многу успеси и понатака и соработка исто така, каде што многу е важно и вашето учество секако од она што имавме можност да го слушнеме.